колега Велковски. Значи, зголемувањето на приходната страна, ова што го спомнувавте, го имате од зголемувањето на акцизата за горивото, од зголемување на други приходи, до ставање на дополнителни даноци. IT секторот во Република Македонија го изгубивме од ваши мерки кои што направија да луѓето регистрираат фирми во земјите околу нас и да може да работат. Тоа е реалноста. Во делот околу популистичките мерки, еве нема да ве критикувам, јас имам еден податок кај мене, пресен. Значи, бројот на невработени лица во 2017 во Штип бил 2099 луѓе. Бројот на невработени лица во 2019 е 2444 или 345 повеќе невработени лица во Штип или 15% повеќе невработени лица. Како е намалувате вработеноста во Штип? Одговорете ми вие. Благодарам. Константин